Овде го имаме зборот словото Ж. Поимот гена, од тука доаѓа нели поимот гениталии, половност, односно репродуктивни органи. Терминот покајник или покајание, значи е директно поврзан со името на Каин. Курос наводно е момче, додека Кориција е жена. Како звучи толкуван со словенски кодови, како звучи толкуван со грчки кодови. Василеја Романа, ни помалку ни повеќе, е името на Византија. Киматика, која ја има истражувано доктор Ханс Джени, и има еден документарец многу интересен, се вика донесување на живот во материјата со помош на звук. Значи, ако вие на една површина пуштите мембрана, ставите сол или шекер и одоздола ставите еден стоечки бран, ќе видите како тој шекер од хаотичен ќе се претвори во уредени форми, то символични, познати, форми на познати символи. Он ќе се формира во облик на крст, во облик на хексагон, пентагон. Значи, на тој начин е дојдено до поимот символ. Значи, самиот поим символ, кој у суштина го имаме во две форми, со Б и со В, токму поради тоа грчко отсуство на В, значи исто као Бабилон и Вавилон, имаме символ и символ, и наводно зборот е некаков архаизам и нема ама баш никаква смисла, доколку нели они не знаат. Нормално нека не знаат, пошто не ги користат словенските, односно македонските кодови. Наводно доаѓа од грчкиот збор цима, што значало бран. Всушност нема врска. Зборот цима е чист македонизам и сите знаеме што значи цимање на жица, односно за вибрирување на жицата. Значи, додека вал, односно ваал, од тука е, нели, она древно паганско божество, всушност значи бран, односно вал. А тука е зборот велам, велиш, вели, односно глаголот, или дојче веле, односно бранови, германски бранови. Значи, од зборот цима, цимање, и, односно вибрирање, и вал, бранување, фактички е изведен зборот символ. Зошто е тоа така? Затоа што кога нашите предци, кои тапанот, кој ден денеска го имаме во наша традиција, удирале на тапанот и кога генерирале одредени ритмови до степен на вибрации кои генерирале одредени стоечки бранови, они приметиле дека прашината на тие тапани се вообликува во познати геометриски форми. Термини со словенски термини апсолутно се доаѓа до смислата на поимот киматика, односно оноа што веќе споменатиот Ханс Джени го истражува. Значи, не е случајно што ветските зборови се и такако присутни во македонскиот јазик. Второ, самиот поим веда е присутен во денешниот секојдневен говор на македонците. Што најбитно од све, он е присутен во така наречените генерички низи, за кои преска зборев, као ракав, рака, ракавица. Значи, као од еден поим се извлечени дузина други поими, кои имаат слична, но не идентична функција, но поврзана сепак со изворниот поим. Значи, еве да го видиме поимот веда, што значи воведение, односно увид, значи, буквално, денеска, ако го гледаме. Гледате колку мала пермутација има. Во некои диалекти македонски поимот веда се однесува на громови, односно на моменти кога
се случува во ноќта просветлување, односно осветлување. Самиот поим веда се преведува како знаење, значи од санскрит, меѓутоа буквално он значи воведение или увид. Значи на енглески би било insight. Сега тука е многу важно затоа што самиот поим генерира неколку последователни зборови. Тоа е воведение во одредено учење, во одредена тајна, во одредена мистерија. Потоа го имаме зборот поведение, значи откако ќе го примите увидот, вашето поведение се прилагодува на тие сознанија. И имаме проповеда, односно буквално проповедникот ги пренесува увидите. Значи, овие се три клучни збора кои се однесуваат на човечкото однесување, човечкото понашање, нели, оно behaviorизм. И они се директно поврзани со зборот веда. И нормално зборот заповеда, односно 10 Божји заповеди. Значи овде, како во англискиот 10 commandments, што значи 10 команди, која е малце милитантна кодификација. Значи не се зборува за наредби. Ако ги толкувате поимот заповеди со словенски кодови, ќе видите дека се тоа 10 препораки за поведение. Значи Бог бара поведението да се прилагоди на увидот. Значи прво примате одреден увид како светот функционира, а потоа вие се го прилагодувате своето однесување на тоа, на тој увид, и од тој увид доаѓате дека нели сите оние има еден Бог, не прави доли, не лажи, не кради и така натаму, сите тие работи, не убивај, се уствари дел од тој увид. И дека самите тие чинови нели генерираат однесување спротивно на она што е волја на Бог, а волјата на Бог у суштина е правилен проток на енергија, односно на духот. Значи, очигледно целото христијанство добива еден поинаков и вистински благ тон, за разлика од таа грчко-српска милитантна оска која постои у христијанството, која за жал можевме, поготово кај грците, да многу пати да чуеме, односно повикување на нивните свештеници, да бидеме уништени, да бидеме убиени, забраните наши девојки да се венчаваат со грци или гркињи да се венчаваат со македонци. Се до она тепачка вчера на телевизија што беше меѓу грците и ерменците, ни помалку ни повеќе туку во Витлен, во црквата на Исусовото раѓање, што покажува дека грците со православието немаат ама баш ништо, или ако под грко православие се подразбира нивното неуротично однесување, онда фала на грко православието, тоа е нешто што совршено не ни е потребно у животот. Значи се вратиме пак назад на ветските термини. Овде би сакал да ставам некои типично ветски поимови кои се во секојдневниот говор на денешните македонци. Значи поимот Буда, кој сите го знаеме, нели, од нели познатото учење на источно учење, нели имавме прилика да го видиме филмот на Бертолучи за младиот Буда, кај што буквално беше кажано дека Буда значи оној кој е разбуден. Баш се сеќавам кога гледав филмот, имаше одредено комешање во публиката, бидејќи сите го препознава дека тоа македонскиот збор буден, кој буквално во секојдневна употреба ден денеска. Значи Буда разбудениот е типичен пример за дека у суштина древноариското учење е буквално директно врзано лингвистички, коренски со словенските јазици. Оно е во ден денеска во секојдневна употреба. Или земете го поимот Вишну, што исто хинду термин за Свевишниот, односно за самиот го употребив зборот, гледате дека Свевишниот всушност е
Господ Бог, нели, кој ние го употребуваме. Практично истиот термин го имаат и индуисите. Значи, при миграцијата на индоариевците, чија што прапостојбина наводно е негде позади Хималаите, која се спуштаат преку Индија и која се доаѓаат преку Анадолија до Балканот, па од Балканот се шират низ Европа, источно и западно, фактички го оставаат тоа учење таму, каде што се задржува и ден денеска во можеби во паганизирана, можеби во пермутирана форма, но сепак доста чврста структура има и гледаме дека тоа функционира. Меѓутоа се наметнува прашањето, ако миграцијата на индоариевците е од кај Хималаите надоле, како онда тие стигнале до Хималаите. И онда доаѓаме до оваа источнава теорија, односно од југ према север за словените, односно поимот зад Карпатите, сепак се однесува на словените кои живеат северно од Карпатите. Значи, јужно од Карпатите сме ние. Значи, ширењето на словените сепак доаѓа од овде према север. Значи, и тоа е според артефактиве што се наоѓаат во ископиниве овие археолошки, че овде достигнува до 12, 13, 15.000 години, таму поише од 3-4.000 години не се наоѓаат артефакти, што значи дека миграцијата сепак е од југ према север, а не од север према југ. Односно, во зависност од тоа како се менјала климата, дали поларната граница се спуштала пониско или повисоко, народите дивергирале од југ према север или конвергирале од север према југ. Значи, се спуштале, меѓутоа тоа се внатрешни миграции на тие индоевропејци или словени. Меѓутоа тоа значи дека не постојат никакви дојденци во смисол на некакви непознати словени кои у 7 век паднале од Марс зад Карпатите и зракасто се расшириле по у тој триаголник Гданјск, Владивосток, Солун, нели, која е територија која секогаш владееле живееле словени. Значи, постои конвергирање на тоа ткиво и дивергирање на тоа ткиво. Меѓутоа, никако немаме онаа линеарна миграција, као демек вие сте од зад Карпатите, па сте дошле овде. Значи, тоа се све манипулации на европејците, у суштина, зад кои се крие доктрината ни треба повеќе простор и вие сте овде дојденци, значи ова не е ваше. Значи, тоа е тоа неуролингвистичко програмирање и тука као главни стормтрупери за истиснување на словените од Балканот всушност се користат субсахарските племиња кои, нели, почнале да се доселуваат уште во времето на Александар. Тоа се оние луѓе кои денеска ги нарекуваме грци и нормално албанците кои со својот исклучителен наталитет, нели, постепено ги потиснуваат, влегуваат према копното и поред тоа што имаат огромно приморје кое е благослов број 1, нели, за една нација да се развива, они упорно пенетрираат према копното, додека парадоксално нивното крајбрежје го откупуваат европејците, дали италијани, дали германци, полека. Значи, фактички, они се топовското месо со кое се протеруваат словените, а оние благородни територии кои се важни, фактички им ги откупуваат европејците полека, но сигурно. По истиот принцип, како што они ги откупуваа од србите териториите за Косово. Но да се вратиме сега пак на парадоксите на лингвистиката. Например, да тргнеме со името на нашиот главен град Скопје. Нели, повеќето не знаат што значи. Обично има некои наивни толкувања дека го бранеле со копје, па нешто таму доаѓа. Меѓутоа, ако сакаме да бидеме искрени, ќе видиме дека Скопје е чисто грчки термин, што значи гледање. Меѓутоа, парадоксално, Атина, главниот град на нашите соседи, има чисто словенски термин за толкување.
Значи, Скопје би било видиковец, односно предстража некакво место каде што се гледало дали непријателите доаѓаат или не доаѓаат, значи тоа се однесува на тврдината која е у нашиот град, у центарот. Додека Атина, као ќерката на Зевс, нели? Името доаѓа од Ата, што знае на старословенски татко, и Ена, што значи една, единствената ќерка на Зевс. Значи се имаме една многу парадоксална ситуација. Што е, како тоа, таму имаме словенско, ваму имаме грчко име. Повторно е во толкувањето со грчки термини и забраната за толкување на поимовите со словенски термини, бидејќи тие наводно се нови и они може да функционираат само после 7 век. Значи имаме, да го земеме зборот хороскоп. Сите знаеме што е хороскоп, нели? Тоа се оние кругови со кај што звездите се поделени со одредени зодијачки животински знаци во круг. И тука се гледа наводно и днината. Мислам, се не навлегуваме колку е тоа да, колку е тоа не. Битно е дека во тоа се верувало и дека на тој начин се во древните времиња се гатало и се пророкувало. Значи, ако земеме, сите знаеме што значи оро. Оро е круг, буквално, значи круг или соларен символ или сонце. Додека Скопје, односно она што на грчки би требало да значи гледање, значи би било со словенски толкувања, со словенски кодови би било скуп, односно сабор. Скуп. Значи, буквално имаме точен опис на она што хороскопот значи. Оро, скуп, кружен сабор. Значи, и зборот Скопија, која е наводно грчки, всушност се однесува на сабор, односно самиот поим гледање, значи фокусирање во една точка. Токму тоа значи скуп или сабор. Значи, информациите мозокот ги обработува, нели, во фокусот на леќата кога ги читаат тие информации. Значи ова е точната кодификација на зборот хороскоп, што значи кружен собир, и буквално, нели, животните се поредени во круг, зодијачките знаци, и тука се гледа и днината. Додека нашиот град Скопје буквално значи сабор, односно црква. Значи со денешни термини. Ова е мощно и интересно затоа што ова се совпаѓа со поимот атрактор, односно точка на конвергенција или точка на собирање, која доаѓа од теоријата на хаос, односно фракталната геометрија на природата, која ни покажува дека системите дивергираат и конвергираат кон една точка. И самиот збор Скопје, значи со словенски термин би бил сабор, додека Скопје со латинско толкување значи распрснува. Значи во латинскиот јазик имаме обратно значење на поимот Скопје. Значи го имаме дивергентниот појам, додека во словенското толкување го имаме конвергентниот појам. Значи собирање или сабор. Тоа е околу името на нашиот главен град. Се надевам дека некој ова ќе го проанализира од официјалните, пошто јас сум аматер, нели? И дека нема да трескаат онакви глупости као со копие и слични работи. Е уште еден поим кој е директно поврзан со санскритот. Тој поимот црква. Самиот поим црква значи круг или кружок или сабор. Зборот црква е директно поврзан, например, во бугарската варијанта е черква. Зборот е поврзан со поимот чекрак, што значи круг, и доаѓаме до санскритскиот збор чакра, што означува точка во која конвергира енергијата на човечкото тело. Во поширок поим, поимот чакра означува точка во која конвергира енергијата во природата. И тоа се точките на кои се подигнуваат храмовите, односно црквите. Е уште еден пример од санскритот, кој исто така поврзан со поимот Грал или Светиот Грал.
кај нив тоа се нарекува, или кај нас путир се нарекува уште, Амрит Калеш. Амрит Калеш значи пехарот на безсмртноста. Гледате дека Амрит е безсмртност, Калеш е збор кој ден денеска се употребува во словенските јазици и означува пехар. Додека А е негација, Амрит е умирање, мреење. Значи Амрит е безсмртност, не умирање. Значи буквално се однесува зборот на ден денешна употреба во скоро сите словенски јазици. Значи, но што тоа значи? Каков код е тој? Што фактички нашите предци им пренеле на индусите? Така да они го имаат сочувано во ваква чиста форма до ден денеска, иако изворно не е нивна. Исто како и Буда и сите тие термини не се употребуваат во хиндуизмот за да кажете разбуди ме, нели? Меѓутоа они се буквално сочувани. Доаѓаме до поимот правословие. Значи, што е тоа правословие? Правословие е точно пренесување на учењето преку кодификација во лингвистиката. И сега доаѓаме до клучниот момент, значи, што е пехарот на безсмртноста или Светиот Грал? Фактички. Во мистичното христијанство Светиот Грал е самиот Исус Христ. Значи, телото, материјалниот принцип, кој е споено со духовниот принцип. Значи, кога е остварен односот отец-син. Значи, синот е материјалниот принцип, отецот е духовниот принцип, односно творечкиот принцип, а енергијата е Светиот Дух. Значи, кога тие три посебности ќе се слеат, ќе суперпонираат во едно, тогаш човекот, самиот човек, се преобразува, станува Богот човек, односно Свет Грал. И тоа е пехарот на безсмртност. Значи, во тој момент он го прима знаењето, прима спознанието дека се е у суштина енергија, енергијата е бесконечна, неуништива, безпочетна, безкрајна, он знае дека он и Бог се едно и тука исчезнуваат оние класични стравови као страв од смрт, страв од неуспех, страв од све тоа едноставно суета и нешто што е второстепено во човечкото постоење. Значи, сега се вратиме во Новиот Завет, односно во Библијата. Значи, што имаме? Ја знаете сите реченицата или лама савахтани. Тоа е реченицата која изговара Христос на распетието во Евангелието по Матеј, буквално вака звучи. Буквално она значи татко, зашто ме остави? Илиос или Елиос е збор кој го имаме ние во секојдневниот јазик, односно тој е сврзникот за алтернација, да или не. Тоа е тоа тројство за кое се зборува. Значи, божествената состојба е средишната состојба, додека алтернативните состојби, да, не, машко, женско, горе или доле, сите тие работи се на световниот свет и они се опозити, односно они го представуваат дуалниот принцип, кој пак се надминува во средишната точка. Значи, истиот принцип го имаме во англискиот јазик, кај што во поимот yes or no, сврзникот or го има потполно истото значење како Илиос. Значи, ова е точката на просветление или сонцето. Ова е Илиос. Значи, ова сонце овдека што е позади и сврзникот или се едно те исто. И сврзникот or во англискиот јазик имаат потполно иста смисла. Со тоа што во англискиот јазик има хебрејско потекло, зборот or, уствари не знам дали е хиберско, бидејќи е поврзан со нашиот оро. Меѓутоа, ако сте го читале Лајтман, Михаил Лајтман, односно разоткриената кабала, он е познат кабалист, он клучните принципи за просветлување, нели, ги дефинира као ор и кли. Кај што кли, кој е директно поврзан со енглескиот клей, што значи глина, или македонскиот кал, што значи кал, нели? Всушност ги символизираат световниот принцип, кој исто така е дуален, значи материјата е shape, односно форма, и ор
односно точката во која дуалната форма се надминува и се доаѓа до остварување на тројството. Значи, овие работи се и тоа како поврзани меѓу себе, и тоа е нивната смисла. Ние едноставно не можеме да ги толкуваме работите произволно. Доколку ги толкуваме произволно, ние измислуваме, бидејќи овие кодови не се митологија, они се директно поврзани со одредени научни достигнувања кои денеска ги имаме во квантната физика, например. И тука науката и мистиката се допираат, односно се покажува дека квантната физика, тоа што го открива преку формули и преку математика, мистиците преку длабоки увиди во природата на стварите ги дефинирале преку митологија и ги кодифицирале на начин кој нив им одговарал. Уствари на начин кој што бил најдобар да се пренесе тоа знаење. Значи, или е суперпозиција. Во квантната физика тоа се нарекува неколапсирана форма на брановата функција на Шредингер. Значи, брановата функција на Шредингер ни кажува дека една честица пред да се изврши мерење на одредената честица, значи пред свесниот наблюдувач да погледне, она постои во сите можни позиции. Меѓутоа, оној момент кој ќе почнеме да ја наблюдуваме, честицата колапсира само од сите можни позиции во само една. И таа една се појавува, се манифестира во реалноста како физичка форма. Значи, буквално оној момент кога наблюдувачот ќе го тргне погледот од честицата, она повторно се враќа во така наречената суперпозиција. Значи, нон-стоп го имаме тој принцип. Суперпозиција, односно невидливиот свет, и да или не, односно материјалниот свет кој е видлив. Значи, помалку или повеќе се работи за едната иста стварност која не води до последново прашање, а тоа е што значи поимот Елен или Хелен. Нели? Обично денеска под поимот Хелини се подразбираат грци. Меѓутоа, сето ова што го зборев, како што гледате како има врска со мистичните учења, па дури него сигурно и со современата наука, и со квантната физика, и со теоријата на хаос, оно постои само и исклучиво во јазиците кои за свој корен го имаат ветското учење. Значи, ветското учење е тоа кое го гледа светот као вибрација, додека манифестниот свет го гледа као конвергенција на таа вибрација. Значи, тоа е она азбуки веди глаголи што го имаме ние во самата глаголица, што значи у принцип јас словото гледам, зборувам. Значи, словото се сваќа као вибрација која поприма форма. Значи, се наметнува прашањето што значи Хелен. Дали е и тој збор усвоен од грците и припишан на едно балканско племе кое себе си се нарекува грци и нема право ни едно друго име да го носи освен грчкото. Значи, денешната Хеленска република има фактички две имиња. Република Грција, Republic of Greece, и Hellenic Republic. Тоа се две имиња. Фактички тоа е држава со две имиња, која се претендира и на терминот Македонија, веројатно претендира и на поимот Тракија, кој па близок со бугарите, уопште нема врска со нив, со грците. И така натаму. Значи, самиот збор Елен е директно поврзан со сврзникот Елиос или Илиос, што значи светлинска оска. Буквално, нивниот сврзник ос значи оска. Да стварите бидат покомплицирани, сврзникот Или кај албанците е ос, по осе јо кај нив, тоа значи, што значи они сепак имаат индоариско потекло, за разлика од грците кои се од субсахарска Африка. Значи, единствените реални дојденици на Балканот се фактички грците. Значи,
Елиос буквално реферира на личност, субјект, поединец, Хелен. Тој е човек кој тоа учење го има во своето знае, во антиципирано, и дека тоа учење фактички го применува на своето однесување. Со други збори, Хелен е цивилизиран човек. И тоа не се однесува на нација, тоа се однесува на состојба. Значи, тоа е состојба. Буквално и сега гледате, зборот население, ако го разложите и ако го погледнете што би значил на македонски, значи ние елените. Што бара тој збор кај нас, кога нели ние не сме елени, нели? Самиот збор елен е поврзан со животното елен. И ќе видиме подоцна зашто. Значи, титулата патриархот Васеленски не е вселенски, космички, уствари туку на сите елени. Значи, на сите кои на овој или оној начин ги носат овие кодови во себе. И доаѓаме до самата поента, што значи всушност поимот елен. Хелен. Ова е животното елен, нели? А ова е заштитниот знак на познатиот ликер, Јегермајстер, не знам како се вика више, пошто не пијам алкохол. И он е многу интересен затоа што ги содржи токму овие кодови. Значи, еленот го символизира дуалниот, материјалниот свет. Неговите опозити, всушност, се прикажани преку роговите. Додека точката на просветлување е Илиос или Елиос, односно светлосната точка. И сега се наметнува прашањето кои се овде елени, кои се македонци, а кои се грци. И дали овие луѓе кои денеска ги знаеме како Република Грција или Хеленска република и кои се наводно носители на целата европска цивилизација, имаат било каква врска со ова што ние овде го презентиравме. Очигледно дека сите овие учења се изворно ветски и они се пренесени преку словените, преку етрурците, преку не знам више кои све, венетите, антите. Значи, на тој начин ова учење е пренесено, полека тоа добива своји пермутации, своји различни форми, меѓутоа генерално еден заклучок може да се извлече, тоа е дека ова нема ама баш никаква врска со грчкиот јазик и со грците, затоа што не е случајно што Свети Павле токму кај македонците го донесува христијанството, односно првите покрстени европејци се македонците, нели, односно Лидија од Македонија, кога на Павлена сон му се јавува еден македонец. Значи, они фактички зборувајќи ги, неверојатно, него сигурно ги поседувале овие кодови за кои сега зборувавме ние, односно јас, и они веднаш во Исус Христ ја препознале материализацијата на соларниот култ, односно соларното божество, као внатрешно просветлување и лесно го прифатиле. Ова не е возможно да биде лесно прифатено од луѓе кои не ги разбирале овие работи, кои ги немале кодифицирано во својот јазик. И од тука просветлениот човек или илуминираниот човек фактички е човек кој нели, ако го толкуваме со латински кодови, илуминација значи осветлување, меѓутоа она не значи ништо, меѓутоа со словенски кодови значи кој не е ниту во да, ниту во не, туку е во суперпозицијата во или. Тоа е тоа што во овој саат време можам да го кажам. Потемелно оваа проблематика обработена во овие две книги, значи во Розата од вода и во Македонскиот речник на зборови со езотерични кодови, кој е објавен под псевдонимот Едни македонци. Нели, тоа е референца која се однесува на библискиот еден македонец од референцата 16.9. И тоа е тоа, секој што е заинтересиран може да повели, да дискутира и на блог и на било каде
на оваа тема. Благодарам за отстапениот простор и пријатно.